Никола Бојовиќ, брат на еден од водачите на земунскиот клан, е убиен утрово во центарот на Белград, јавија српските медиуми. Бојовиќ е убиен со истрели од пиштол во главата, градниот кош и по телото пред очите на минувачите. Убиецот му дошол од зад грб и му истрелал куршум во главата, а додека жртвата лежала, пукал уште неколку пати. Според минувачите, истрелани биле 10 до 15 куршуми, од кои еден завршил во камион, а еден во влезна врата од зграда. Минувачите панично влегувале во околните продавници. Полицијата се надева дека убиецот е снимен со безбедносните камери. Пресудата против 7 лица обвинети за трговија со човечки органи во клиниката Медикус во Приштина, каде што се вршени илегални трансплантации на органи, во секој момент треба да биде објавена од страна на Европскиот суд во Приштина. 7 имена обвинети, меѓу кои 6 лекари и поранишниот висок представник на Косовското министерство за здравство Илир Речај, се соочуваат со обвиненија за организиран криминал и илегално вршење медицински активности во судскиот процес почнат во 2011 година. Според обвинението, на 30 трансплантации на бубрези се извршени илегално во клиниката Медикус, која беше затворена во 2008 година, откако изби скандалот. Донаторите, луѓе со финансиски проблеми од Европа и Централна Азија, добивале по 15.000 евра за орган, додека пациентите на кои им биле пресадувани органите плаќале и до 100.000 евра за интервенција. Ако бидат прогласени за виновни, обвинетите може да добијат казни до 20 години затвор. Грчкиот парламент го одобри законот со што се отвори патот за намалување на бројот на државни службеници. Околу 2000 државни службеници ќе бидат отпуштени до крајот на мај, други 2000 до крајот на годината, а уште 11.500 до крајот на 2014 година или вкупно 15.500. На повик на синдикатите, неколку илјади лица се собраа во центарот на Атина на протестен митинг против мерките содржани во законот. Усвојувањето на законот беше услов Грција да ја добие новата рата од кредитот на Европската Унија. На крајот на вестите и за времето продолжува влијанието на топлиот бран во целата земја. Сончевото ведро и топло време во текот на целиот денешен ден. Денеска температурите ќе достигнат и на 30 степени. Вакво време се очекува да преовладува и во текот на целата недела.